Задачата гласи: дадени се точките А, Б, С и Д, да се најде оштриот агол помеѓу правата низ АД и рамнината низ BC и D. Ние треба да го најдеме оштриот агол. Ние знаеме да најдеме агол помеѓу две прави, користајќи го скаларниот производ. Значи, ние имаме една права, АД, ќе ја сметаме колку е, и треба уште една права од рамнината низ BC и D, со што да работиме. Да видиме како изгледа ситуацијата. Еве ни тродимензионалниот простор. Да ги цртаме четирите точки. Еве А, еве Б, еве С, еве Д. И сега, правата низ АД. Еве. И сега рамнината низ BCD, знаеме дека треба за тоа да најдеме векторите BD и CD, па со тоа да ја пресметаме рамнината. Значи, ние ја бараме аголо помеѓу лилавата права АД и рамнината, жолтата права, која имаме што е поврзано со рамнината, ја имаме нормалата. Значи, аголо помеѓу нормалата и рамнината е 90 степени. Овај агол од правата до рамнината е алфа, а овај од помеѓу двете прави, значи бидејќи овај вкупно 90 е 90 минус алфа. Прво да ни е јасно дека за сето ова само се потребни насочни вектори, а не равенките на правите, односно на рамнините. Значи, првиот чекор, да го најдеме насочен вектор на АД. Насочен вектор на правата АД значи дека треба да бараме разлика помеѓу D и А. Пишеме колку да памтиме во кој смер одиме. D, 1 минус 1. Минус 2, минус 2. 0, минус 3. И добиваме 0 минус 4 минус 3. Тоа е насочен вектор на правата АД. Сега, за да го најдеме насочниот вектор на N, првен треба да најдеме насочни вектори на рамнината, па после ќе бараме векторски производ. Можеме да правиме BD, BC, можеме да правиме CB, CD, ама бидејќи ја имаме сликата вака, ќе правиме DB, DC. Сеедно е. Насочен вектор на правата DB, како и за сите ове, не е важно во кој смер, само да биде фиксен смерот, значи ќе пишеме B минус D, B е 2 минус 1, B е 2 минус 2, значи плюс 2, и B е минус 1 минус 0, еднакво на 1, 4, минус 1. И DC, да правиме C минус D, C е минус 3, минус 1, 1 плюс 2 и минус 2, минус 0. И имаме минус 4, 3, минус 2. Сега, како што знаеме, за да добиеме насочен вектор на N, правиме векторски производ на овие два вектори, значи детерминант и јод K, 1, 4, минус 1, минус 4, 3, минус 2, еднакво, насочен и колку е, минус 8 плюс 3 е минус 5, јод треба минус да памтиме, минус 2, минус 4 е минус 6, по тој минус од тамо, 6, и К е 3 плюс 16, 19. Значи, сега, косинус од 90 степени минус алфа е еднакво на дробна црта n
скаларен производ R AD врз нивните интензитети. Скаларниот производ е минус 5 по 0, 0, плюс 6 по минус 4, значи минус 24, плюс 19 по 3 е 57, значи минус 57, делено со интензитетите. Интензитетот на ова, дигитрон да земеме, 5 на квадрат, плюс 6 на квадрат, плюс 19 на квадрат, еднакво кореното 20,54 и интензитетот на АД 0 на квадрат, 4 на квадрат, плюс 3 на квадрат, 25 кореното 5 по 5, ги множиме тие по 20,54 еднакво 1 врз x, горе имаме 81, значи по 81 еднакво е минус 0,79. Рековме еднаш, ако сакаме оштар агл, треба 90 минус алфа, значи 90 минус алфа е еднакво на аркус косинус 0,79 дигитроно плюс минус инверс косинус 38 степени. Што значи дека алфа е еднакво на 90 степени минус 38 степени. Значи плюс минус плюс 90 еднакво на 52 степени. Алфа значи е 52 степени.